зборуваме за епидемијата на дебелина, која полека но сигурно ја зафаќа и нашата земја. Гостин во студиото е доктор Игор Спировски од Институтот за јавно здравје. Докторе, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телмо. Добро утро, благодарам за поканата. Податоците кои ги добиваме, ги гледаме како јавност, се алармантни, дури и за помалку упатените, бидејќи Македонија полека но сигурно станува земја на дебели луѓе. И особено загрижувачко е дека дебелината е проблем и кај децата. Секој трето, можеби и процентот расте, од децата има проблем со прекумерна тежина и потенцијал во возрастни години да има проблем со дебелината, а таа пак има сериозни последици врз здравјето. Каква е моменталната состојба, каква би била диагнозата видена од аспект на Институтот за јавно здравје и вие како доктор специјалист за оваа тема? Така е, ова што го спомнавте се горе-долу вистинските бројки. Македонија го следи трендот на случување во европскиот регион. Европскиот регион, кога зборуваме европски регион, не Европска унија, туку европски регион во поширока смислова како светска здравствена, што го дефинира отприлика 50 земји се. Цела Европа и делот Централна Азија спаѓа тука. Така што бројките се тие, значи над половина од возрастната популација има проблем со зголемена телесна тежина или дебелина, таква е ситуацијата и кај нас. И отприлика 1/3 од децата, она што го кажавте, имаат проблем со зголемена телесна тежина или дебелина. Добра ви беше најавата. По поминувањето на ковид пандемијата се случува ова што се случува. Во ковид пандемијата, ако нешто научивме, е тоа дека луѓето кои што го имаат овој проблем имаат многу полош исход во однос на оние кои што го немаат. Така што по светската литература веќе се зборува за така наречени преклопувачки пандемии, overlapping, COVID-19 и дебелината како еден од најважните ризик фактори за хронични ги викаме незаразни болести. Значи еден од најголемите. Пушењето и диететските фактори, односно високиот BMI, се еден од најголемите ризици. Кога веќе направивте паралела со COVID-19 пандемијата која се уште официјално не е завршена, рековте добрата страна е можеби што алармот е вклучен во однос на дебелината, бидејќи видовме дека дебелите луѓе потешко и пофатално поминуваат низ пандемијата, меѓутоа една друга паралела би направил исто така со COVID-19. На почетокот и во текот на целиот период на пандемијата ги броевме бројот на заразени, бројот на смртни случаи и бројките на вистина беа загрижувачки и алармантни. Меѓутоа, кога станува збор за дебелината, дојдов до податок дека дебелината е причина за повеќе милиони смртни случаи годишно, над 5 милиони во светот, генерално зборувам. Но некако имам впечаток дека не се вознемирени здравствените власти, генерално јавноста и креаторите на политиките дека дебелината е исто така смртоносна, можеби неколку ковид, меѓутоа тука е некаде смртноста, а мерките што се преземаат се никакви или слаби. Апсолутно, забелешката ви е навистина на место. Долги години, дебелината беше како една вообичаена состојба. Може би дури и како еден символ на добростоечка состојба, дека конкретно човекот кој што е со таква состојба или пак цела една популација, некако како индикатор дека можеби тие живеат подобро. Веројатно како реминисценција тоа што е излегувањето од Втората светска војна, другите кризи, гладот после тоа и така натаму, кога не била вообичаена состојба дебелината и во еден период беше сфатена како нормална ситуација. Дури децата родени кои што беа така пополнички, со поголема тежина не се сметаа дека се во ризик. Јас мислам дека зголемувањето на бројот на деца кои што ги имаат овој голем проблем почна да го удира алармот дека нешто сериозно се случува и таа индикација е насока по која што тргна да се размислува за овој проблем. Инаку, пак ќе кажам, во минатото се до денес, можеби еве во овој период, дебелината не се третираше, туку се третира последиците. Знаете, доаѓа човек кој што има проблем, вие го гледате дека има диабет, и вие го третирате диабетот. Вие го гледате дека има проблем со гастроинтестиналните патишта, со жолчните патишта, со црниот дроб, со панкреасот и така натаму. Вие, кардиоваскуларни да не зборувам, има плаки, има атеросклероза, сето тоа вие го решавате
а не го решавате примарниот проблем. И не можете да го решавате затоа што примарниот проблем веќе направил поголема штета. Поентата е кога ќе го видиме човек кој што има таков ризик да почнеме да го или насочуваме, или едуцираме, или третираме за да тој ризик го намали. Ако диагнозата е позната и ако во толкувањето велите дека порано постоело уверување дека дебелите луѓе се резултат на некое поубаво живење од другите, можеби и навистина е така, бидејќи процентот на дебели луѓе е најголем во Северна Америка и во Европа, за разлика од другите континенти, каде што се најголем број од земјите од развиениот свет. Дали е тоа навистина последица на богатството, односно на бруто домашниот производ по глава на жител, односно благосостојбата во поголемиот број од земји и остатокот од светот каде што луѓето потешко живеат и потешко доаѓаат до храна која дебели? Тоа е дел од, како да кажам, тоа е дел од проблемот. Малку е покомплексен системот. Сега се оди кон при решавање на оваа ситуација, на популацијски проблем со дебелината, ние како луѓе кои се занимаваме со популации по Институтот за јавно здравје и сите луѓе од превентивната медицина, кога гледаме популацијски проблем, никогаш не го поедноставуваме и велиме тоа е така затоа што имаат повеќе пари. Тоа е еден од начините. Меѓутоа, таа економска ситуација води до еден синџир на реакции во системот на храна, на исхрана, кој што не се продукт само на тоа што тоа општество е богато или не е. Тоа е веќе економски, велиме, решенијата не се секогаш само во здравствениот систем. Не секогаш, туку никогаш не само во здравствениот систем. Потребна е комплетна трансформација. Инаку, да, таму, во тој вестернизиран свет, нели, западен свет во кој што и ние сме, или се стремиме да стигнеме таму, проблемот е поголем, меѓутоа не е тоа конечната слика. Да, видов дека поголем број од земјите кои што дури се која гледате скалата на Светската банка, земји кои што не се развиени или се земји во развој, проблемот станува се поголем и поголем и пак ќе речам тоа е проблемот на системот, на распределба на богатството, на парите и така натаму, на таа нееднаквост затоа што тие се во земјите каде што е појавена дебелината како голем јавноздравствен проблем се забележува еден тип на нееднаквост помеѓу луѓето со од понизок, со луѓето со повисок социјален статус, можност да се купи по квалитетна храна, можност да се практикува физичка активност и така натаму, и тоа е во насока некаде на почетокот на решавањето. Инаку, зошто беше подценета долго години во меѓународната класификација на болести, не постоеше шифра, значи колегите лекари не можеа да ја дефинираат дебелината како проблем. Мораа некоја последица од дебелината во своите извештаи да запишуваат и автоматски тоа носи и начин на справување со неја. Сега е тоа исправено во 11-та класификација на болести, така што имаме посебна бројка алфанумеричка која што дефинира дека дебелината е примарен проблем, а не некоја друга состојба. Да, дека станува збор за глобален проблем кој се шири, веројатно зборува и податокот до кој дојдов, а тоа е дека во последнава деценија и Кина се повеќе со новите генерации, многу деца во Кина имаат прекумерна тежина. Не знам точниот процент кој е, меѓутоа и други развиени земји од Азија, на пример Сингапур. Така е. И други нации стануваат нации на каде што дебели. вообичаено тоа не било никогаш. Начинот на живење не, јас сакам да го наречам тој обезоген, не форсира дебелина. И според нивната природа не одговара на профилот. Исхрана базирана на храна од растително потекло и така натаму. Значи нешто кое што меѓутоа глобализацијата си го зема својот данок секаде. Добро, тоа е една генерална слика на светот, ако може вака добивме. Најдов некој истражување на УНИЦЕФ спроведено во Македонија за дебелината на децата и последиците врз нивното здравје кога ќе станат возрастни. Што се прави во Институтот за јавно здравје во тој извештај кој го споменувам, тоа истражување од 2020 година, што велат најновите истражувања на Институтот за јавно здравје? Значи, Институтот за јавно здравје континуирано го следи нутритивниот статус на ранливи популации. Децата се една од ранливите популации и ние континуирано и на годишно ниво и на еднаш во 3 години на годишно ниво согласно националната годишна програма за јавно здравје, еднаш на 3 години согласно учеството во иницијативата за следење на дебелина кај децата во Европа
околу учествува 40 на земји од Европа, ние континуирано ја следиме ситуацијата и согласно тоа следење пишуваме наши препораки до носителите на одлуки, каква е ситуацијата и што би требало да се направи. Тоа истражување кое што го спомнавте, може би сега ја не сум сигурен дали е едно истражување на УНИЦЕФ кое што се вика МИКС, мултипно индикаторско кластерско истражување, или едно квалитативно истражување во однос на трошоците кои што колку не чини дебелината. Меѓутоа и двете се референтни истражувања и ги потврдуваат оние наши истражувања кои што ги следиме. Инаку ние како Институт за јавно здравје учествуваме во уште едно европско истражување во однос на начинот на исхраната на децата, само што ги рапортиравме податоците во Европскиот авторитет за безбедност на храната, односно ЕФСА, кој што го спроведува тоа истражување, така што ние како условно да речам проценители на ризик имаме доволно алатки во рацете да го презентираме тој проблем до оние кои што треба по-цврсто да навлезат во негово решавање. Решенијата не се лесни, меѓутоа земите кои што постигнале некаков успех, идејата беше до 2025 година во Европа да се, ако не почне да паѓа, барем да се достигне плато на растот на тие преваленции, ги викаме на тој тренд на зголемена телесна тежина и дебелина. За жал, многу малку земји, тие на прстите од една рака се бројат, ја достигнаат таа цел. Македонија не е во тие, секако. Докторе, името ваше се поврзува со бројни истражувања, некаде го пронајдов, има статистика и на Светската здравствена организација, паралелно во исто време со ова што се правило на истражување на УНИЦЕФ. Според некои статистики, 60% од мажите и 48% од жените на возраст над 20 години во Европа имаат зголемена телесна тежина. Значи сериозна бројка. Тоа е преслика на ситуација од Македонија. Така, повеќе од половина. Повеќе од половина од популацијата имаат прекумерна тежина, слична е, односно пресликана состојба во Македонија. Сега, тука јас малку има еден апсурден податок или збунувачки во најмала рака, бидејќи 1/4 од друга страна статистиката покажува дека од населението во Македонија е во сериозна прагот на сиромаштија. Така. Се бори со сиромаштија. Голем број од луѓето во Македонија живеат со минимална плата. Не може да си дозволат квалитетна храна. Така. Зошто по дебелината сме први во Европа, иако според стандардот сме далеку на опашката? Тоа е тој парадокс кој што ја постојано го спомнувам и се вика двојна оптовареност со болест. Значи, таа двојна оптовареност, инаку опишана во земји во развој најмногу, покажува дека луѓето кои што се во пониските социјални слоеви во овој момент имаат помала достапност до храна која што не форсира дебелина. Вие сте свесни дека од еден период кога таа, која што ја рекувавме, брза храна, меѓутоа не е само таа, ајде да речеме дека преработена храна да ја наречеме, во еден период беше најскапа, сега почнува да станува најефтина, споредено со храната која што е нутритивно богата. Значи, богата со диететски влакна, како што се овошјето, зеленчукот, житата, храната која што обезбедува протеини од растително потекло, како што се мешунки, како што се јаткасти плодови и така натаму, риба, нешто што станува се поскапо, а оваа храна која што форсира калории, а не форсира нутритивен квалитет, станува поевтина. Во тој случај го потврдува она што вие го кажувате и тој е опишан феномен не само кај нас, туку и во голем број на земји, го форсира тој феномен да луѓето кои што се рековте на праг на сиромаштија стануваат се подебели. Тие се со двојна оптовареност. Значи, и се социјално загрозени, и се загрозени со зголемен ризик по нивното здравје. И тука, кога се носат одлуки, кога се справува со вакви ризици, е умешноста. Викаат јавното здравје е наука, но и уметност. Треба умешност со многу внимателни активности, акции, да се решава проблемот на зголемена телесна тежина и дебелина како ризик фактор по здравјето и зголемена телесна тежина и дебелина како социјален ризик,
кој што исто треба да му се обрне посебно внимание. Значи, одговорот за овој парадокс го сместувате во промената на цените кај онаа храна со нутритивни вредности и онаа храна што е дебеле, е само калориски. Го сместувам во комплетната трансформација, меѓу другото и економска, на ги викаме системите на храна, фуд системи кои што се големата индустрија, производството на храна и локализираните ситуации кои што се, например, во Македонија е земја која што може да се пофали со да се вратам наназад малку неухранетоста, кај нас не е проблем. Се помалку имаме луѓе кои што се неухранети, кои што во порано ги гледавме, сега не ги гледаме во бројките и во истражувањата. Така што тоа ни докажува дека тој дел кој што го викаме food security, значи дали може да се обезбеди храна? Да, може. Дури на локално ниво, дури за сиромашните. Проблемот храната е тука, квалитетот. Достапноста до квалитетната храна станува се поголем проблем. И тоа е меѓу другото она што вие го кажувате и ако го сведеме на бројки, тоа е денивелацијата на цените. И колку во тоа модерно општество, колку во таа индустрија на храна сме сведоци на одредени манипулации или пиар замки што се прават со цел да на некој начин биде широката популација изманипулирана во однос на тоа што треба да јаде, што не треба да јаде. Имаше едно време акции против газираните пијалоци, па одредени против благото, колку треба да се јаде сладко, колку не треба да се јаде сладко. И на вистина поради тој обем на информации кои секојдневно се бомбардираат преку нутриционисти, тренери за личен развој, експерти за се, голем број луѓето се збунети што треба да јадат, што не треба да јадат. Со ова прашање ја допревте и другата страна на проблемот. Инаку претходно ова што го зборувавме е нешто кое што овие кои што ги како да речем ги формираат или ги влијаат на системите на храна, како што се луѓето кои што одлучуваат условно за нашите животи или носителите на одлуки, што тие треба да направат. Меѓутоа не можеме да се оттргнеме и од нашата како индивидуи, нашата од кога еве да речеме дека тие направиле се што можат, секогаш останува една нишка на тоа што ние како индивидуи треба да направиме. А тоа е дека ние како индивидуи мораме да имаме барем минимум здравствено знаење. Значи не во длабина, меѓутоа барем минимум здравствено знаење за тоа што е добро, што не е, што е вистина, што е лага. Во време во кое што живееме, на вистина луѓето се, вие сте од информативниот сектор и знаете што значат информации и лажни вести и така натаму. Меѓутоа тие лажни вести и во однос на здравието и во однос на ветувањето дека може да се случат чуда, се присутни. Можете да го решите здравствените проблеми со тоа што ќе испиете една чаша од нешто или ќе го пиете во еден месец. Можете да го решите вашиот фитнес или вашата дебелина или танкост ако пиете некои капсули и така натаму. Или во најново време, видете ја само насловната страница на The Economist, кој што вели дали да се јаде или да се боцкаме со лекови кои што се за дијабет, а кои што сега се промовираат како и лекови за дебелина и полека во дел од земјите ќе се регистрираат како лекови за дебелина. Она што ние како индивидуи мора да го направиме е да пробаме, тоа е и наша улога како здравствени професионалци, и ваша како луѓе кои што информираат, да пробаме да и нормално на едукативниот сектор, на образованието, да пробаме да наметнеме на луѓето и на популацијата еден тип на минимум здравствени знаења. Тоа се вика во светот денес здравствена писменост, без која што не може да се грижиме за нашето здравје. Не во длабочина, не екстензивно, меѓутоа минимум знаења и во врска со дебелината и другите ризици кои што ќе не заштитат од овие напади кои што вие ги спомнувате од сите страни на коучи, на тренери, на ова треба, тоа треба и така натаму. Препораките се јасни, науката е јасна во врска со тоа. И во финишот од разговорот уште едно прашање во насока ние како систем, како индивидуи рековте што ни останува на располагање, меѓутоа треба да бидеме сите доволно свесни барем кога станува збор за здравјето, меѓутоа како систем кој е разорен по сите шавови и по многу основи, меѓутоа еве здравствениот и образовниот систем, што може да направат во насока на превенција на дебелина, бидејќи за последиците веројатно се сите помалку или повеќе свесни,
И дали, например, би се надоврзале, еве, предходниот гостин во Нова Столча, кој седеше господинот Божиновски како судија, кинолошки судија, рече дека денеска сите први часови во основните училишта требало да започнат со една едукација од страна на наставниците на децата како треба децата да се однесуваат во контакт со куќиња. Дали, например, во основното образование треба да биде задолжителен предмет здравствена култура, ова што го спомнавте во дел од вашето излагање? Апсолутно. Јас сум за тој тип на трансформација, затоа што сегашната состојба е неодржлива. А сегашната состојба вели адхок едуцирање, кое што адхок едуцирање нема да даде резултати. Ако јас денес одржам предавање, јас сум малку имам искривена слика затоа што работам со студенти на медицина и предавањата кај нив се малку поразлични и тие ќе бидат идните оние кои што ќе треба да исто да ја подигаат свеста. Меѓутоа, на ниво на основно образование, јас можам да појдам денес во едно училиште, утре во друго, некој мој колега, некоја невладина организација, се во добра намера, меѓутоа тоа нема да го запре растечкиот трend. Нема да го запре растечкиот тренд, нити ќе ја подигне свеста на она ниво кое што ни треба. Нас ни треба континуирана активност на тие нивоа и време е малку, ние направивме некои промени и знам колку се тешки промените во здравствените во образовниот систем. Само за да додадеме професор по физичко образование од прво до пето одделение, кој што исто беше една од работите кој што доста работевме заедно со Министерството за образование и успеавме сега да има така наречена тандем настава по физичко со професионалец од прво до пето. Знам колку тоа тешко и колку долго траја убедувањата за тоа да се случи. Меѓутоа може, ако се сака може. Така што не велам дека е лесно, меѓутоа мора да се тргне и да се решава проблемот. Докторе, не ни остана време да зборуваме за физичката активност како еден сегмент на таа превенција од дебелина, меѓутоа се надевам дека ќе имаме можност и во иднина да разговараме во детали на темата, бидејќи и самите рековте дека и како јавност и вие како стручна јавност треба да делуваме во насока на афирмација на темата и да допреме до што е можно повеќе луѓе за да ја зголемиме свесноста за ова. Ви благодарам што вие го начнавте тој процес, така што се надевам дека ќе продолжи понатаму. Да, ве очекуваме и во некоја наредна пригода.